темата, гледате на проектот, ни беше од етнички до граѓански национализам преку основното образование. Проектот имаше две, да речам, три компоненти на некој начин. Имаше истражувачки дел, имаше истражувачки дел на терен, имаше истражувачки дел, што го викаме деска анализа, значи анализа на учебници, и на крај завршувавме со препораки за тоа што би требало да се води сметка во кога ќе се пишуваат учебниците во иднина во Република Македонија. Значи, за да можеме да обезбедиме од граѓански национализам да се поместиме кон граѓански национализам. Од етнички. Како реков? Од граѓански кон граѓански. Фројд, да. Како се? Значи, практично со истражувањето, со целото проект требаше да одговориме на овие прашања. Значи, колка е важноста што учениците од двата етникума на различна возраст ја припишуваат на етничкиот и на националниот идентитет, со оглед на тоа дека тие се врзани со двата вида на национализам за кои ќе зборуваме. Кои пораки, формални и неформални, ги добиваат преку образовниот систем во текот на школувањето, нели, истите ученици, значи тоа е едниот пакет на истражување, другиот е дали учебниците што се користат во основното образование придонесуваат за градење на етничкиот или за градење на граѓанскиот национализам и што треба да се промени за да може, нели, да се засили националниот идентитет, односно да се развие граѓанскиот национализам преку учебниците. Сега, за да воопшто зборувам на таа тема, треба да почнам од тоа да ги дефинирам термините што како ние ги подразбираме, за да можеме да бидеме сите во истиот филм, мислам. Не треба да биде спорно како ние сме ги дефинирале, туку да влеземе во филмот на тоа почетокот да биде како сме ги дефинирале и така да ги разбираме преку нашите дефиниции работите. Значи, ние дефинициите не се наши лични, туку се од литература. Кога зборуваме за идентитетите, се базира на теорија на социјални идентитети, која вели дека секоја индивидуа има повеќе идентитети социјални кои се определени со незината припадност на различни социјални групи. Самата припадност на групите влегува во дефинирање на идентитетот на индивидуата и секогаш мораме да имаме предвид дека припадноста на групата има некако емотивно и има вредносно значење за индивидуата. И практично тоа значи дека позитивниот социјален идентитет е на некој начин предуслов за обезбедување позитивно себе вреднување. Значи, секоја нормална индивидуа сака себе си да се гледа во позитивно светло. Ако не сака да се гледа во позитивно светло, значи дека има некаков проблем, нели, на личносно ниво. Значи, сака позитивно себе вреднување, а на тој процес, на тој пат кон позитивно себе вреднување помагаат социјалните идентитети. Значи, треба себе си да се доживее позитивно преку припадност на различните групи и како ќе се доживее зависи од тој интергрупен и интерперсонален контекст во кој индивидуата се развива и во која практично се одвиваат социјалните споредби во сопствената група и наспроти другите групи. Сега, кога зборувам за група, мислам на повеќе можни групи, значи се дефинирани со припадност. Сега, кога зборуваме за различните нели идентитети, ние спротивставуваме или етнички со национален идентитет, етничкиот кој произлегува од односот на индивидуата кон сопствената етничка група и националниот кој произлегува од односот кон нацијата, како што ние ја подразбираме нацијата како еден политички феномен, кој е практично граѓанството или државата, нацијата. Затоа и понатака ќе има повеќе пати спомнувано. Значи, во таа смисла националниот идентитет е поширок концепт од етничкиот идентитет, затоа што, нели, бара надминување на односот кон етничката, сопствената етничка група и поврзување со нацијата како, пак велам, политичка категорија, политички идентитет. И сега, дали повеќе ќе имаме етнички или национален идентитет застапен кон индивидуата, пак велам, зависи од тој однос што го има индивидуата кон групата, дали е тоа етничка или државата, земјата, нацијата, и зависи од тоа, велам, колку индивидуата верува дека и припаѓа на групата. Значи,
Ако повеќе верува дека припаѓа на етничката, значи имаме доминантност на етничкиот. Ако повеќе верува дека припаѓа на нацијата или на државата, тогаш имаме доминантност на националниот идентитет. И ова се прашањата кои практично ни кажуваат, нели, каде ќе се позиционира во однос на овие две. Значи каква е мотивната врска на индивидуата со групата, колку е битна идентификацијата со групната за севкупниот идентитет на индивидуата и колку индивидуата прифаќа идеологијата на група, вредностите и целите. Дали повеќе вредностите и целите што ги детерминира етничката група или вредностите и целите што ги детерминира, да речеме, граѓанството или државата или нацијата. Од друга страна, мораме да зборуваме и за терминот национализам, да го дефинирам сега како ние го подразбираме, практично во значењето на терминот национализам се содржи она што он вообичаено се подразбира под национална свест, изразување на национален идентитет или лојалност кон нацијата. Тие се битните елементи и како некаква идеологија национализмот е облик на политичко изразување што ја определува природата на врската на индивидуата со колективитетот и зависи од позиционирањето на нацијата наспроти други во или вон државните граници. Сега кои се карактеристиките на етничкиот национализам? Тој практично национализмот го сведува на однос кон или нацијата ја сведува на однос кон етничка заедница. Значи ја поистоветува нацијата со една конкретна етничка заедница, таа што ја смета за државотворна и затоа ја смета дека е привилегирана во однос на другите етникуми кои живеат на во истиот простор. Дефинирана е преку групната култура, преку јазикот, традицијата, многу често и преку споделена религија и нели она што е за нас битно, особено за правниците тука, е дека правата на индивидуата во таква случај произлегуваат од правата на групата. Значи практично да немаме индивидуа во приказката. Наспрем тоа имаме граѓански национализам. Овие две форми на национализам се уствари форми на изразување според литературата на национализмот. Значи може тоа едната наспрем другата крајно според некои други автори има некакви заеднички елементи, а ние тука ќе ги посматраме како екстремни форми на манифестација на национализм. Значи граѓанскиот е тој што се гради врз основа на споделено државјанство во една држава и произлегува од припадност на граѓански одредена нација, затоа што во основата на граѓански национализам е граѓанинот, кој гради некаков индивидуален однос со државата и заедно со сите други индивидуи кои секогаш ги уживаат истите права, ја сочинува нацијата, значи нацијата така сватена и одредена од принципите на демократско владење што се поддржува од страна на самите граѓани. И оваквата нација, значи оваквата дефиниција на нацијата и ваквиот однос кон нацијата диктира дека отвореност кон подразбира отвореност кон сите припадници, сите индивидуи практично што го сочинуваат општеството, без оглед на нивната етничка, културна, било каква друга позадина, религиска. Значи, ова е дефинирањето на термините и сега неколку збора за самото истражување и наодите. Значи, емпириското истражување беше спроведено во повеќе училишта низ Македонија. Заборавив колку беа. Памти некој? Рената памтиш? 8 училишта низ Македонија, некои двојазични, некои еднојазични. Имавме, на крај завршивме со 4 групи што постојано ги споредуваме, тоа се албанци на 10 и на 14 години, македонци на 10 и на 14 години, правевме возрастни споредби, етнички споредби. И еве, кога се работи за важноста на етничкиот и националниот идентитет, како го испитувавме тоа? Значи имавме комплет од неколку картички.
едната картичка вели јас сум македонец, односно јас сум македонка, односно јас сум албанец, односно јас сум албанка, зависи кој е испитаникот што ви имате пред себе. И со оваа картичка уствари се добива увид во кој идентитет. Ја како професорка се морам да прашам. Во етнички или во етнички? Картичката јас сум од Македонија. Македонците е двојно и во етнички и во Тоа ќе го дискусати. Ти не читаш резултатите. Абе, овие од парламент се навикнати да се мешат додека говорникот зборува, сај да додадат време мора да се грижиме за вас. Значи, окей. Јас сум од Македонија за националниот идентитет, јас сум христијанин, христијанка, односно муслиман, муслиманка за религијскиот, кој во голема мера се совпаѓа со етничкиот, меѓутоа ние го одвоивме за да во голема мера, велам во праксата се совпаѓа и ќе видиме како тоа изгледа понатака во резултатите што се добија. Овие други картички се помошни, значи да го одвлечат вниманието, односно од она што е целта, значи јас сум машко, женско и овие се припадности на различни групи кои се исто така дефинираат социјални идентитети и може да имаат свое значење за индивидуот. А нас не беше фокусот на овие три практично. И сега што добивме? Кога го зборуваме за возрастни споредби во рамки на етничките заедници, гледаме што? Да ви оставам време? Инаку, еве, попатно. Значи, ова е студијата, ама ние немаме за делење, немаме, сите пари ги потрошивме, ви реков, на истражување. Не ни остана. Меѓутоа ќе имаме на електронската верзија и на сите денеска присутни, ако сте дале контакт информации, ќе ви ги ја споделиме и ќе ви ја пратиме и по имейл, а ќе ја ставиме на веб страната кај нас на центарот. Значи, што покажуваат резултатите? Дека ученициве македонци, гледаме левите, од двете возрастни групи, не прават воопшто, значи нема статистички значајни разлики помеѓу овие прикажани аритметички средини, да не зборам дека е правена комплицирана непараметриска статистика за анализа на податоците и нема статистички значајни разлики помеѓу аритметичките средини за македонците, тоа значи дека не прават битна разлика меѓу националниот, етничкиот и религијскиот идентитет. Од друга страна, кој погледнеме учениците албанци, од двете возрастни групи, заедничко е дека најмала важност припишуваат гледаме на националниот идентитет, тоа е црвената линија, а сега се разликуваат во поглед на тоа возрастно како за помалечките поважна е религијата. Гледате, оранж што е нагоре, тоа што е поважно, помала вредност значи побитно, повисоко рангирано, во важноста, а што е за помалите е веќе етничкиот идентитет. Тие имаме значајни статистички значајни разлики. За поголемите, да. Значи, она што заборев преска да речам дека ние на децата како им правевме? Ми ставевме комплет од картички расфрлани на маса и му викаме: сега ти треба себе си да се опишеш на некого што не го знаеш и сега имаш, прво избери 4 картички и тие што ќе ги избереш 4, нареди ги по важност. Значи прва ќе ми од тие што ќе ги избереш 4, сега прва ќе ја ставиш таа што прво ќе му ја кажеш, па втора таа што второ ќе му ја кажеш, значи што е најважно за твојот опис, втората и така. И така додевме устари до овие бројки тука. Тоа не беше. Сега, освен овие возрастни споредби, истите резултати само прикажани сега на поинаков начин, да ги видиме етничките споредби. И сега што ни значи независно од возрастната група, и едните и другите ученици се разликуваат според важноста што им ја припишуваат на националниот, етничкиот, религијскиот идентитет. Гледате, да речеме, ако македонците од 10 години, да речеме, се не прават разлика помеѓу идентитетите и некаде им е средно важна на оваа скала, например, кај албанците веќе гледаме, значи се потврдува дека кај малите ученици, нели, најмалку важен националниот, па потоа најгоре или најбитен е
религискиот, па потоа етничкиот идентитет, кај поголемите албанци, нели уште еднаш го гледаме споредбата македонци албанци, покажува дека има разлики меѓу едните и другите. Понатака, истото истражување на истите деца им поставувавме и дополнителни прашања за да видиме како они ја доживуваат Македонија и ја доживуваат сопствената етничка група. И тоа е правено некако индивидуално интервју со отворени прашања и прашањата беа групирани во две групи или на две теми. Едното се однесуваше до живење на Македонија, преку прашањата како би опишал Македонија со неколку реченици, што пишува во учебниците за Македонија, што ви кажуваат наставниците за Македонија, односно од каде си научила дека си македонец албанец, како би го опишал македонците албанците со неколку реченици. Значи, македонците ги прашувавме за македонците, албанците ги прашувавме за албанците. Значи, само за сопствената група. Што си научила за сопствената етничка група во училиште и како тие се прикажани во учебниците. И што резултати добивме? Значи, ова се лево македонците, десно албанците, во средина преклопувањето и преклопување имаме кај помалите главно. Затоа што помалите кои опишуваат Македонија, тие секогаш акцентот го стават на природните убавини, природните богатства. И сега ќе видиме зошто е тоа така, мислам, затоа што, нели, тие се пораките кои главно ги запамтуваат од училиште. Да. Сега, поголемите, што е за македонците, како они кога зборуваат за македонците, кога зборуваат за Македонија, што велат? Ја прикажуваат Македонија преку историјата, тоа е главното, и секогаш историјата на Македонија ја глорифицираат максимално. Значи, за разлика од албанците, кога велат историјата на Македонија е неоправдано насочување кон минатото. Тоа е нивното доживување. Значи, за македонците, они ја прикажуваат Македонија како демократска и независна, односно самостојна, кога ја опишуваат Македонија. Албанците главно ја опишуваат како мултиетничка. Понатака, македонците, значи изборувам и за деца од мала и голема возраст, и тука има мешање ставови, ама главно се однесуваат на повозрастните ученици, значи 14 годишни. Значи, они знаат македонците дека Македонија е нивна држава татковина, тоа го добиваат како порака. За разлика од албанците кои воопшто не научуваат дека Македонија е нивна земја и нивна татковина, никогаш во пораките тоа не се кажува. И некогаш дури се случува кога зборуваат за сопствената татковина, практично да сватиш дека зборуваат за Албанија, воопшто не зборуваат за Македонија. Македонците добиваат пораката од своите наставници дека треба да ја сакат, да ја чуваат во име на жртвите и борбите од минатото, зашто некој за нив се борел и сега они не смеат да прокоцкаат ништо. За разлика од албанците кои кај нив отсуствува некој позитивен афективен, значи отсуствува главно афективен однос кон Македонија. Значи не се врзуваат за Македонија така во македонските ученици. Кога се работи за доживување сопствената етничка група, што е заедничко ова на средина? Кога главно се опишуваат преку позитивни карактеристики, понекогаш ќе најдеш некој што ќе рече, ама има и такви што се лоши, не се сите баш добри, ама главно се сите добри, нели? Ама има и такви некои што се лоши. Што тие се искази што ќе се срегнат од време на време. Значи, меѓутоа, они заедничките особини се дека се добри, трудолюбиви, културни, способни. Сите се такви, да речеме. Сега, за македонците дополнително дека се праведни, тоа се нагласува многу често, и тоа, да речеме, тоа се праведни, иако сите добро знаеме дека во реалноста, во општествениот контекст, тие се најчесто од другите обвинувани дека не се праведни. Од друга страна, за албанците себе се опишуваат како храбри и некој се држи до збор, да речеме, што од друга страна, другите се тоа што најмногу го напаѓаат, дека не се држат до збори, значи овие децава тоа го нагласуваат. Друга заедничка елемент е што практично многу често ја нагласуваат религијата, јазикот и традицијата, односно елементите по кои меѓусебно се разликуваат. Значи, кога опишуваат сопствената група, ги опишуваат преку разликите со
другите групи, нагласувајќи религија, јазикот и традицијата, а учениците албанци и многу често и символите ги спомнуваат како карактеристични преку кои ги опишуваат нели сопствената група. Понатака и за едните и другите важи глорифицирање на минатото. И во таа глорификација имаме секојаш чудна слика. Од една страна се жртви, значи во глорификацијата, ама од другата страна се борци за слобода. Значи ем се жртви, ем се борци за слобода и тоа е се жртвуваат за слободата, да. Сега, има ова е цитирана една изјава која е многу една изјава за ова е цитат на изјава на дете од 14 години македонче, го гледате, народ што живее во историјата и повеќе мисли на минатото отколку на иднината. Кога јас го видов ова, на пример, ме одушеви дека дете од 14 години ова може да го каже. Тоа значи дека до овде му дошло. Ама, на пример, нели, што не значи дека, значи ова како провејува и кај другите со други зборови, нели? Што не значи дека не важи и за албанците. Исто така важи зашто исто така они многу зборуваат за минатото на кога ја опишуваат сопствената етничка заедница. Значи секогаш ја нагласуваат албанците улогата во борбата за своите права, меѓутоа за своите права. Ако за македонците тоа е нешто што се случува во минатото, за албанците се случува и сега, се уште. И македонците гледате дека историјата на народот ја изедначуваат со историјата на Македонија. И дури ќе рече, прашувате за народот, да го опиша македонците, вика, па тоа што го реков за Македонија, на пример, истото важи дека нели богат да е историја. Значи, албанците никогаш не го гледаат својот народ, но вон контекстот на Албанија. Значи тоа е пораката што од формално и на неформален или на формален начин ја добиваат во училиште пак. Сега за тоа што значи формално или неформално, формалниот дел, најче. Фала Богу. Кога ми рече Виолета дека треба да ги анализирам повторно учебниците по историја, да ви кажам, мака малку ме фати. Од 94 година наому само анализираме учебници по историја и цело време очекуваш дека нешто ново ќе најдеш, дека нешто друго, нешто поинаку, кое што ќе ти даде надеж дека има некаков развоен процес. Меѓутоа, секој пат кога ќе седниме да ги анализираме учебниците, всушност доаѓаме горе-доле до истите истоветни заклучоци како што сме имале и пред 20 на години, и тоа делува малку депресивно дека не сме успеале да мрднеме. Меѓутоа, она што можевме да го видиме од учебниците е дека да, резултатот, се она што го кажуваат децата, се она што се покажа во истражувањето, се она што излезе како став, мислење, перцепција на децата, можеме директно да го поврзиме со учебниците. И тоа е можеби и најпозитивниот елемент, заради тоа што пак дава надеж дека ако направиме промени во учебниците, ако направиме таков вид на нов пристап, на нови измени, тоа ќе има влијание, дека тоа ќе придонесе за поинакво перцепирање, сваќање, поинакви ставови и на учениците. Не сум сигурна за ова, ама посебно. Значи, според она што можевме да го видиме и да одговориме на прашањето зашто учениците мислат вака како што мислат, побаравме одговор што е напишано во учебниците и што не е напишано во учебниците, кое што можеме да го линкуваме, да го поврзиме со ваквиот начин на размислување на учениците, и отидовме со барање на специфичните елементи кои што се поврзани со етничкиот и со граѓанскиот национализам. Значи, во случајов не баравме некои пошироки историски елементи, не отидовме на она што представува
поширок историски контекст и слично, туку на многу спецификувано барање на конкретните елементи кои што се поврзани со искажување на граѓанството, односно на припадноста на одредена етничка група, и тргнавме од тоа што пишува во учебниците. Децата почнуваат со родниот крај, и видовме кај малите деца дека пред се е тоа поврзано со убавините, со природните богатства, со тоа дека е тоа некој посебен и слично, и најверојатно во учебниците, посебно во трето оделение, па и дел од четврто оделение, каде што се воведува од овој поим роден крај, тоа е најграѓанскиот елемент кој што го има во целото образование, бидејќи таму се зборува општо. И прв пат се појавува дека секој има, значи секој го имаме индивидуалниот пристап, секој си има свој роден крај, во тој роден крај ги има вакви убавини, онакви убавини, секој си го сака родниот крај, значи имаме секој многу оној универзален пристап кој што го има и во меѓународната регулатива, кој што се негува и во правните документи и слично. Меѓутоа многу брзо, веќе во четврто оделение и кај родниот крај се појавува етничката конотација, односно некаков историски след. Значи се спомнува дека во родниот крај е поврзан со минатото, родниот крај е поврзан со нашите корени, родниот крај е поврзан со традицијата. Значи баш родниот крај се поврзува со елементи кои што се во основа поврзани со она што представува етно детерминирање на една индивидуа. Вториот збор кој што провеува, или вториот поим кој што провеува во учебниците е македонски народ. Значи, многу се зборува за македонски народ. Најмногу во учебниците можете да го сретнете терминот македонски народ, и тоа посебно во периодот 5-то и 6-то оделение, меѓутоа преоѓе и во 7-то, 8-то и 9-то оделение. Од антика до денес е македонски народ. Значи, цело време се зборува за македонски народ. И тој македонски народ се бунтува. Значи, цело време македонскиот народ се буни. Не се бунат индивидуи, не се бунат племиња, не се бунат некакви си политички структури и слично, туку се бунтува целиот македонски народ, и тоа создава некакво чувство на хомогеност. Значи, имаме некоја хомогена целина која што се буни за нешто. Таа хомогена целина ја делат во различни периоди на различен начин, меѓутоа тоа е една хомогена целина која што себе си се препознава како хомогена целина, како македонски народ, кој што го делат било традиционално, било политички, било религиски го делат, било го делат со различни влијанија на грци, бугари, срби, албанци и слично, пропагандите, да, и таа хомогена целина која што е многу препознатлива како посебен ентитет, е всушност таа која што под различни влијанија се растргнува, кое што можеме да го видиме и во размислувањето на многу граѓани на Република Македонија и во моментот. Значи, уште од почетокот во учебниците се пропагира идејата дека тој македонскиот народ има свест за себе си како за народ. Значи, тоа е еден од митовите кои што се продава во учебниците, дека уште од античко време, па потоа и по доаѓањето на словените и слично, постои некоја надсвест на луѓето за собствената посебност. За тоа дека се тие различни од оние другите, ама не различни заради местото на живење, не различни заради некоја посебна посебност, заради нешто што ги издвојува како индивидуални карактеристики, туку како една целина која што е хомогена без основа на култура, традиција и религија. И она што секогаш се поврзува со македонскиот народ е дека има историски континуитет. Значи, континуитетот е цело време присутен во учебниците. Континуитет
кој што овозможувал тој македонскиот народ секогаш да биде свесен за својата посебност, за својата исклучивост и за својата одделеност од другите, и која што постои малтене, ако ги гледам учебниците, од праисторијата па наваму. Тоа со праисторијата посебно ме трогнува, да ви кажам, кога ќе го видам. Значи, многу е интересно дури начинот на кој што се обидува да се направи линкот на континуитетот, дури и таму каде што не може да се направи таа врска на континуитет. Вика, словените ги затекнале античките македонци, ова е како тврдење, луѓе. Мислам, не е ни перцепција, не е ни размисла или слично, туку тврдење. Знаеме. Како знаеме, што знаеме, тоа никој нигдека не го кажува, меѓутоа знаеме дека ги затегнале етничките македонци и прво малку лоши им биле односите, тоа вајда зашто ги убивале, силувале, не знам што, ама лоши им биле. Тоа многу ми се допаѓа зборот лоши им биле, ама постепено се подобрувале и станале другарчиња, што ли? Мислам, навистина ме интересира какво е влијанието на свеста на дете од 10, 11, 12 години, кога ќе му кажеш дека малку лошо се однесувале, ама после тоа ептен другари станале и всушност почнале заедно да живеат и всушност се споиле во една хомогена целина. Мислам, тоа го добиваат децата од учебниците. Вистина, некојаш кога ќе кажам дека граѓаните со своите истапи надвор се неписмени, всушност правам многу грешка. Тие се многу писмени. Тоа го прочитале во учебниците, всушност така ги научиле. И се внесува постепено, значи негде од 5-6 одделение се внесува поимот татковина. Многу е интересно ова. Значи, татковината повторно не се поврзува со индивидуата и покрај тоа што и самиот поим би требало да биде индивидуално детерминиран, заради тоа што индивидуата има татко, тој татко, значи како татко, дедо, прадедо и слично, е роден некаде. Тоа место каде што е роден тој човек, можеме да го нарекуваме, ако одиме по следот на логиката, татковина. Или така го создал таткото. И да, меѓутоа не е поврзана татковината никаде со индивидуата. Апсолутно не е поврзана со било кој индивидуален однос, туку со групата. Значи, и дури ова е цитат: татковината е наследство. Значи, наследство не е наше, вајда територијално и слично, а истовремено и состојба на поседување на земјата, луѓе. Територија, духовни вредности и содржини која сочинуваат културата на еден народ. Значи, на еден народ. Значи, во тој момент татковината се јасно, недвосмислено, многу прецизно се поврзува со еден народ. Значи, татковината не може да биде татковина на различни луѓе, на различни индивидуи, на граѓани, туку може да биде само татковина на еден народ. И Република Македонија е нашата татковина на нашиот народ. И готово, во тој момент се исклучени сите други луѓе од поимот на татковина. Многу брзо почнува внесувањето на свесна конфузија во учебниците. Значи, негде као 4-то, меѓутоа најмногу од 5-то одделение па натаму се внесува конфузијата од моментот кога се внесува митскиот херој Македон. Значи дека сите ние потекнуваме од некаков митски херој. Мислам, прво и прво во учебник по историја да внесеш мит на ниво на факт, кој што го продаваш на децата, кој што тоа психолозите многу повеќе и подобро може да го објаснуваат, размислуваат многу конкретно на ова ниво на развојот, значи кога зборуваме за 9, 10, 11, 12 години и слично, значи да им дадиш еден многу конкретен параметар, нешто што може да биде прифатено како апсолутна вистина. Значи, ние потекнуваме, се знае, па нема да не лажи учителката вајда, и пишано е во учебниците дека ние потекнуваме од еден единствен Македон херој.
Тоа што е митски ништо не значи за детето. Што значи тоа зборот митски? Тоа може веднаш и да го избришите. Значи останува само тоа дека ние потекуваме од Македон. Конфузијата се создава на тој начин што се мешаат најчесто овие 4 термини. Значи ентитет како нешто кое што може да се поврзи со народ, со население, со луѓе кои што живеат на некоја територија и кои што во одреден момент имаат некакви поврзачни точки. Нација која што се спомнува во периоди кога дефинитивно не можела да постои нацијата, односно е извадена од историскиот контекст и е префрлена во, дури можеме да ја поврзиме со праисторијата. Ние како нација сме многу напредни, постоиме уште во праисторијата. Вие го знаете тој вицот за Прилепчани. Вика, битолчани се фалеле дека имаат кабли кои што докажуваат дека имале телефон пред сите во Македонија. Прилепчани викаат, ние сме биле понапредни, ние сме имале безжична телефонија, вика, пред битолчани, затоа што немаме кабли. Тоа е исто и со нацијата. Извини, на што мислиш се должи тоа таквото префрлање на Да, да. Значи, државата, се спомнува држава и државотворност во моменти кога не постоеле држави. Да речеме, многу голема конфузија се прави во периодот кога се зборува за моćни држави, тогаш кога постоеле племенски заедници или кнежевства. Значи, и секое кнежевство се и поистоветува со држава. И кај децата се создава значи слика, перцепција дека постои континуитет на државност, дека Македонија била држава од секогаш, дека некој ја негирал државноста, дека некој ја оспорувал државноста, дека некој ја поробувал структурата на население која што постоела во една држава. И територијата дефинитивно е направена кармакашија со територијата. Не се знае дали кога се зборува за Македонија, се зборува за денешната Република Македонија, дали се зборува за Македонија која што постоела во време на Римско царство, за Македонија во време на Филип, на Александар, на Крали Марко и слично. Значи се е направено како кармакашија. Конфузијата понатаму се продлабочува во учебниците, значи не останува на ова. Да речеме, кога се зборува за различни племиња, тие се нарекуваат македонски племиња. Значи, се даваат имињата на племињата, се спомнуваат имињата на племињата, било да станува збор за антички период, било да станува збор за населување на словените, меѓутоа секогаш се нарекуваат македонски. Врз основа на што тие племиња сами себе не си се перцепирале како македонски, тие си имале своја племенска перцепција како издвоени ентитети кои што постоеле, се структурирале во одреден период. Меѓутоа, поимот македонски можел да биде поврзан со доаѓање на некаква територија, може да биде поврзан со нашата перцепција на тие племиња на доаѓање на одредена територија. Меѓутоа, никако не можеме да ги наречеме македонски. Ама кај децата се создава перцепција дека станува збор за македонски племиња. Постоеле некакви македонски племиња кои што се движеле овдека и кои што меѓу себе си се обединувале. Вика, основање на македонската држава во 8 век пред нашата вера. Ера. Мислам, луѓе, значи, ера. Да, мислам, повторно сега, децата се научиле дека постоеле македонски племиња и фала Богу дека постоела и македонска држава, не се знае која е тоа, каква е и слично.
Вика, Македонија во средниот век. Веднаш кај детето се создава впечаток дека на оваа територија постоела некоја единствена Македонија во средниот век. Овој впечаток се продлабочува со тоа што се вика се бореле за ослободување на Македонија. За кој или сакале да ја поробат Македонија? Кој сакал? Која Македонија сакал да ја пороби во средниот век? Значи, континуитетот на постоење на една држава на не се знае која територија. Јас сепак сум за тоа до Пакистан, многу ми се свиѓа и слично. Вика, во Македонија се доселиле словените. Која е таа Македонија во која што се доселиле словените? Дали била некоја држава? Дали била денешната територија? Некоја поширока територија? Онаа најшироката територија? Ние можеби сме дошле и многу подалеку до Индија и слично, како што некој тврдат. Вика, македонска средновековна држава. Ова е понатамошно продлабочување на конфузијата, она што го реков и претходно. Значи, се она што е представено, кое што постоело како кнежевство, како кралство, да речеме, конфузијата како се внесува. Во одреден момент во ова македонска средновековна држава се зборува за крале Марко и се зборува за Прилепско кралство. Значи, и тоа е она кое што постоело на тоа ниво. Значи, не постоела македонска држава, туку постоело некое тесно, мало просторче, каде што некој таму си се прогласил за крал, дури не е ни цар, туку е крал. И на децата дури не им се објаснува разликата меѓу царство и кралство. Така што, ама не им се објаснува разликата. Зашто нешто е царство, зашто е нешто кралство, што значи тоа Прилепско кралство, кога сме имале македонска средновековна држава. Потоа, вика, Македонија било освоена од турците. Македонија. Тоа значи дека постоела некоја држава Македонија, каде што дошле турците, цела Македонија се борела против нив, сите ја бранеле Македонија, ама турците дошли и ја освоиле Македонија. Што е тоа што го освоиле турците? Нигдека не останува како забележено во учебниците. И вика, од крајот на 8 век пред новата ера започнало обединувањето на македонските племиња во единствена држава. Оваа држава која што еве сега ни ја одзема и слично. Значи, оваа конфузија, луѓе, е толку силна. Не знам колку од вас ја видоа онаа изјавата на тој демонстрантот кој што ја има фатерно на телевизија Телма, кога го прашаа зошто демонстрирате, и човекот вика за заштита на името на Република Македонија. Вика, турците биле, вика, кај нас, вика, овдека 550 години и не го смениле името Република Македонија. А сега ни го менуваат името Република Македонија. Луѓе, го има, снимено е. Ама ја не можам да го обвинам тој човек, заради тоа што во главите на луѓето навистина е испомешано што е Република Македонија, која е територијата на Република Македонија, кога постоела, кога не постоела, која е државноста, кој е народот. Значи, се е ставено во еден кош и направена е класична турлита. Граѓаните и граѓанството се појавуваат во учебниците, значи од негдека 6-то оделение и се среќаваат во 7-мо, 8-мо и 9-то оделение, поврзани со многу три конкретни моменти. Многу ретко се спомнува, значи граѓанин е најретко спомнуван збор во учебниците по историја, па и во другите учебници кои што се поврзани со општествените науки во основното образование. На неколку места станува збор за население. Населението на Република Македонија е составено од граѓани. И толку. Нема објаснување, нема ништо, туку едноставно виси негдека, затоа и вака ги направив облачињата, вистина, негдека виси во просторот за тоа кои се тие граѓани, што представуваат, како се појавија одеднаш граѓаниве, кога цело време имаме народ.
кој што фигурира наоколу и одеднаш сега граѓаниве, ја мислам дека децата навистина не можат ни да сватат што значи тоа граѓанин во целиот тој концепт на народ. Се спомнуваат граѓани, вика, граѓаните на Република Македонија имаат права и обврски. Имаат права кои што се поврзани со државата, со локалната самоуправа пред се, тогаш на некаков начин се дефинираат и имаат обврски да плаќаат даноци и да ги почитуваат законите на државата и слично. И најмногу се појавуваат граѓаните кај иселеништвото. Тука не ги делиме на етницитети. Значи, од Република Македонија се иселуваат граѓани. Значи, не се иселуваат македонци, не се иселуваат албанци или турци или власи, туку се иселуваат граѓани и тука се спомнуваат како посебна категорија. Ова, значи, врз основа на овие елементи, децата немаат шанси да развијат граѓански национализам. Мислам, едноставно нема шанси на било каков начин да го сватат граѓанинот како дел од она што представува држава. Значи, кои се основните пореки кои што ги добиваат децата од учебниците најсимплификувано? Дека Македонија од најдавнешна давнина, од праисторија па наваму, била држава на македонци. Независно што се подразбира под македонци, независно што се подразбира под држава. Била држава на македонци. Значи, од моментот кога вајда амебите станале свесни за себе си како посебен ентитет, македонците биле Македонија била држава на македонците. Да. За оваа држава се изборил македонскиот народ. Значи, и заради тоа таа е држава на македонскиот народ. Не постои ниту една друга етничка заедница на било кој начин луѓе конотирана со она што представува создавање на државноста. Значи, нема споделување на заедничката борба. Значи, не се спомнува дури и таму каде што би морало да се спомнат. Таму каде што постојат многу силни факти за учеството на различни етнички заедници во создавањето на државноста на Македонија. И во Македонија живеат граѓани кои се разликуваат меѓу себе. Меѓу другото и по етничка припадност. Арно ама не учествувале во нејзиното создавање. Тие одеднаш се појавиле во Македонија, дошле во Македонија, случајно се наоѓаат на територијата на Македонија. Некој друг ги населил, дури имаме и такви, нали, турците ги населувале албанците во Македонија тогаш кога македонците бегале од селата и слично. Меѓутоа, тие не учествувале во развојот на Македонија и македонската државност. Што нема во учебниците? Во учебниците не присуствуваат етничките заедници во развојниот континуум. Значи, ништо што представува развој на државата, било какво обликување на државата, било какво општествено структурирање, не ги содржи во себе етничките заедници, другите етнички заедници. Се што сме направиле е плод на нашата борба. Другите го уживаат плодот на нашата борба, затоа што ние сме добри и им дозволуваме да го уживаат тој плод. Нема споделување на заедничка историја, дури не на ниво на споделување на недаките. Значи, заедно пателе, заедно на овие простори биле изложени на немаштија, на болештилаци, на епидемии, заедно споделувале убави работи. Го нема тоа во учебниците по историја. Значи, и тогаш дури кога се опишува културното наследство, има едните граделе џами, другите граделе цркви. Едните граделе амами, другите граделе некакви си манастири и слично. Значи, паралелно граделе. Го нема мешањето дури ни на културите. Го нема мешањето на
празниците, го нема мешањето на јадењата, бре луѓе, дека заедно сме ги граделе вкусовите, дека заедно сме ја граделе уметноста. Се паралелно негдека постои. Она што го нема е јасна диференцијација на развојните периоди. Значи, нема јасно да се знае што било преисторија, што значи преисторијата на одреден простор, што било антички период на одреден простор, што постоело во тој антички период, што е средновековен период, што се случувало во средновековниот период на одреден простор. Значи, мешањето на поимите е тука. Ги нема никаде граѓаните како чинители на државата и носители на